Ајде, ти си. Може? Може. Добар ден на сите. Поздрав до гледачите на ТВ+. Денес сме соберени по повод одржување на првиот меѓународен меморијален боксерски турнир Мирослав Петрович. Како започна ова идеја? Тоа беше отприлике пред една година, кога нашиот градоначалник Максим Димитриевски бе собра овде во општината, на покани нас раководството од боксерскиот клуб Куманово и ни предложи идеја за одржување на овој меморијален турнир Мирослав Петрович. Ние таа идеја ја припативме со големо задоволство. Потоа оваа идеја ја трансформиравме преку Советот на град Куманово, каде што едногласно беше донесена одлука за одржување на овој турнир. И еве, утре фактички дојдовме до тој долго чекуван ден. Инаку оваа припрема скоро година дена трае. Навистина ова е многу сериозен настан кој ќе биде, се надеваме, традиционален и секоја година ќе се одржува боксерски турнир кој сигурно ќе прерасте во еден од подобрите турнири не само во Македонија, туку и во бивша Југославија. Значи, Мирослав Петрович, сите знаеме што значи за нашиот спортски град. Значи, Мирослав Петрович како тренер на многу боксери, плејада од градот Куманово, успеа нашиот град, нашето име Куманово да го прослави низ целиот свет, освојувајќи од олимписки медали, светски првенства, европски медали, медитерански, балкански и се што можеше да се освои е освоено. Градот Куманово почива навистина, боксот за град Куманово навистина значи многу. Се надеваме дека преку овој турнир ќе го вратиме животот на боксерскиот клуб, ќе вратиме многу деца кои ќе се вклучат, веќе се вклучени многу деца во оваа активност во боксерскиот клуб. Веќе имаме дури многу деца кои се надеваме дека ќе го вратат она што беше порано, дека во идниот период за 2-3 години можеме Куманово да го вратиме на таа стара слава и да почнеме со освојување на медали како некогаш. Јас ги поканувам сите љубители на боксот утре од 16 часот во Соколана да дојдат да бидат дел од она уживање кое ќе го имаме утре градот Куманово. Благодарам. Јас како задолжен член за програмата и организациониот одбор, ние формиравме еден организационен одбор кој што до 20 луѓе се членуваат во самиот организационен одбор и таму направивме една добра работа. Се вклучени тука и сојузни спортови, култура и спорт од Куманово, сите релевантни фактори кои што заземаа своја заложба, своја поддршка даваат за самиот турнир да биде организиран квалитетно и исто така имаме и квалитетни учесници на самата манифестација. Боксот во Куманово нема што да зборуваме. Куманово е олимпски град, тука се сите олимпски шампиони и очекувам дека и оваа самата боксерска манифестација е прв меморијален боксерски турнир Мирослав Петрович, нема да биде прв и се надам дека ќе биде традиционален и сум сигурен дека ќе остане да биде традиционален турнир кој што е потекнува идејата од градоначалникот, е прифатлива и исто така и покровител на самата манифестација и исто така боксерската федерација дава голем допринос и поддршка на самата манифестација и како што кажа преска фондацијата и сојузот на спортови даваат целосна поддршка на самата реализација. Да кажам дека утре ќе имаме 3 борби кои што неодамна се одржа во државното првенство, ќе земат учество во Куманово, ќе има финале, што ќе биде многу интересно. Финале ќе се одржи 3 борби тука. Од 19 и 15 и 20 минути ќе почне официјалната програма кај што ќе учествуваат кадети, јуниори и сениори. Ќе имаме околу 19 борби се планирани, она на шлагот на самата манифестација се 6 квалитетни сениорски борби, кои што очекувам дека ќе биде исто така многу интересно и квалитетно. На самата боксерски турници имат учество боксери од Македонија, од Србија и од Косово, кои што ќе учествуваат
се знае дека и самата пандемија си го прави своите и времето и самиот кажува дека интересот на боксот е тоа што е тоа. Знам дека почетокот секогаш е тежок, но очекувам дека од година до година дека и самиот интерес на самиот турнир ќе порасне. Куманово ќе настапи со 5 боксери кои што ќе учествуваат во сениори, јуниори и кадети. Ќе учествуваат и репрезентативците на Македонија, кои што ќе биде тука Јасен Лама, ќе биде тука исто така еден од подобрите боксери од зборувам за сениорската категорија и очекувам и останатите боксери кои што ќе дадат свој допринос во самиот турнир. Благодарам на сите медиуми кои што дојдовте денеска, ми дадете поддршка и се надам дека исто така ќе бидете присутни утре, ќе го следите и настанот, ќе земете некој дел и самата манифестација и самиот човек како Петровиќ заслужува да биде и овој турнир затоа што Петровиќ бил човек кој што создал плејада на боксери, создал олимпици, шампиони и така натаму. Благодарам на сите, ве поканам утре да дојдете на турнирот да го следиме сите. Кои загони се одржуваат? Турнирот е предвиден да се реализира во Соколана, надвор во новиот стадион, кај што се надам дека времето ќе ни дозволи да се целата манифестација одржи. Ако не се одржи, тогаш имаме план Б, да се одржи во салата она што е направена новата техничко училиште, во салата таму ќе биде исто така ќе почнат сите борби ќе се реализираат таму. Значи нема да има никаков проблем. Турнирот ќе се одржи без никаков. Имаме услови се што треба. Судиите се оваа година се само од Македонија, ќе бидат дел од целиот настан. Се надам дека до година вториот ќе биде уште појак и по-организирано, така да кажам дека оваа година е прва и малку потешка за организирање. Самата пандемија ни доведе до оваа ситуација во која што сме, но се надам дека до година ќе има уште поквалитетна и подобра манифестација. Се надам дека овој фестивал ќе биде турнир, ќе биде турнир кој што ќе остави многу белези, ќе биде традиционален, ќе дојдат шампиони, олимписки, светски, европски, така да градот заслужува ваков турнир. Дали се поканети ветераните на Куманово, пошто ги знаеме, ние сме живееле со боксот во Куманово, знаеме кои се дели. Иницијативниот одбор е составен од 20 луѓе. Ги поканивме сите ветерани, бившите боксери кои што беа дел од Петровиќ, кои што 50 години соработеа со него. Исто така се поканите сите олимписки шампиони од Куманово, како што Аце Русенски, Реджеповски, Имановски, Реджеп Јакупи, сите тие имена кои што звучени од Куманово, кои што беа дел од Петровиќ и од Србија, и од Хрватска, и од Црна Гора, и од Босна, сите тие олимписки шампиони се поканети. Се надевам и дека ќе бидат тие дел од утрешниот турнир. Благодарам и на вас.